Добро утро и добре дојдовте во утринската програма. Она за што ќе говориме е активностите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Од неодамна сте на раководна позиција на оваа агенција, но од поодамна ги следите работите во оваа област, не ви се непознати, па можеме веднаш да кажеме кои се активностите со кои што ќе работи сега во овој период, работи агенцијата, и какви се резултатите, каде сме во Европа, во она што го нудиме како можност за нашите студенти и ученици. Значи, прво да ви се заблагодарам што пројавивте интерес за агенцијата, затоа што оваа агенција навистина е една од поубавите институции во државата, која што носи само добри вести. Значи, го потикнува и овозможува што поквалитетно образование, спорт и политика на млади. Тие се трите глобални области со кои што се занимава. Во Европска Унија имате заеднички политики и имате политики кои што се на национално ниво, каде што исклучиво државите членки се занимаваат со тие политики. Едни од тие политики се практично овие политики, затоа што образованието е толку битно, младите се толку битни, спортот е толку битна. Спортот може би од друга гледна точка, ма образованието и младите се толку битни што државите членки љубоморно ја чуваат надлежноста и не сакат да ја пренесат на ниво на Европска Унија. Меѓутоа Европската комисија се надева дека еден ден, како што го согледа проблемот со високото образование, па го разви болонскиот процес, дека еден ден ако вложи во средства од европскиот буџет токму во овие области, дека можеби ќе дојде во ситуација каде што ќе има доволно податоци врз основа на кои податоци ќе може утре да дојдеме до некаква заедничка политика во која било област. Областа, мислам, во образованието. И така се направи Erasmus Plus програмата, 30 години Erasmus, значи веќе имаме податоци кои што се на располагање и Европската Унија од каде што може да почне и да ги убедува државите членки дека може да разговараме за нешто што е заедничко. Заедничко во смисла на квалитет, заедничко во смисла на иновации, заедничко во смисла на избивање на прво место на пазарот на образованието. Со други зборови, вие ако се запишете да речеме европски студии, и ако знаете дека една година ќе учите во Македонија, а политиката на конкуренција, пример, ќе учите во некој универзитет во Германија, каде што заеднички ќе направите, а политиката на интелектуална собственост, не знам, ќе учите, например, во Шведска, одеднаш вие како студент сте заинтересиран, затоа што не само што учите во тријаични држави, ќе се запознаете со тријаични култури, ќе се запознаете со три различни институции кои што практично ги регулират тие области и вие влегувате на работа со многу повеќе вештини и со многу повеќе способности што се интересни за државата која ќе ве работи. Што е целта на Европската Унија да ни овозможи повисоко ниво на образование на нашите ученици и на нашите студенти. А да не зборувам за учењето на јазици. Так. Она што е многу важно, оние што биле, што посетувале Еразмус, значи веќе знаат, со еден збор, оние што сакаат, па и не им треба многу, сами ќе дојдат до информацијата. Но добро е сите, што поголем број од овде да бидат опфатени. Правилата се поприлично едноставни. Ако вас ви интересира студирањето, тогаш вие ќе треба да конкурирате на така значи прво универзитетот треба да има така наречена повелба за високо образование, Erasmus повелба, и има одредени услови кои што мора универзитетот да ги исполни. И ако универзитетот ги исполни условите, тоа значи дека имате и мобилност на професорите и мобилност на студентите. Тогаш можат и студентите да се пријават и тогаш просекот не е проблем. Воопште не е битен. Отворен е патот. Апсолутно. Значи, тогаш возможно е да одат да студират тие, се разбира, условите ги креира универзитетот, затоа што тие треба да ги воспостават контактите со другите универзитети. Ние им помагаме колку што можеме да им помагаме и во остварувањето на контактите, меѓутоа исто така и при исполнувањето на условите кои што се потребни за да ја добијат таа Erasmus повелба. Истото се случува сега и во делот на стручното образование и во делот на училишното образование.
И таа е практично тие што викаме клучна акција 1, мобилноста. Сега имате клучна акција 2. Клучна акција 2 е се соработките. Че не е доволно вие само меѓу себе да патувате, доколку треба да се работувате. Значи, вие може да предвидите со вашите проекти, 3 држави, 4-5, зависи од повикот, различно, како понатаму ќе развивате заедничка соработка, која што ќе ветува многу работи. Додиме попрактично. Што би значило тоа, да речеме, за едно училиште од Битола, сака, како може да ја искористи агенцијата, што би помогнале и едно училиште во Битола, например, може да сака да развие нов предмет. Предметот да се вика лични финансии. Ево, например, имаме ние во државата картички, куп, форца, морца, не знам што све нема. Меѓутоа, немаме ние уште свеста за да можат граѓаните да знаат што представуваат новите алатки. За да го развие тој предмет, никогаш не го предавам никој, може да има проект заедно со некој училиште од да речем од Шведска, некој училиште од Данска, каде што ги има тие предмети, претходно стапиле во контакт со нив, може со нив заеднички седнат и да го изготват наставниот план и да почнат да предаваат. Трошоците околу патувањата, околу изготвувањето на наставните програми, околу правењето на материјалите, сето тоа може да биде платено од проектот од Erasmus+. Дури можат и студентите, значи дополнително на тоа, значи со К2 мерката со соработка може тоа да се направи, дури може да се предвидат и мобилност. Значи и учениците да можат додат и таму да видат како изгледа. Ова чисто како пример. Како пример. Исто и за локалната самоуправа, многу важно, многу битно. Така. Може, битно е, имаме ние општини кои што добиваат. Видете, она што на Македонија до сега најмногу и фалело, според мене, е тоа што никогаш немало стратегиско гледање на инструментите. Го нема она што го викат инструмент микс, мешавина на инструменти. Значи, ако Македонија има на располагање ИПА средства за прекогранична соработка, има и Еразмус, многу е логично вие да ги искористите Еразмус, затоа што финансирањето на Еразмус е многу едноставно, апликацијата е многу проста. За разлика од ИПА, каде што бара нели по-комплексно. Значи, ова е многу едноставен начин на аплицирање. И сега што е логично? Ево, например, во Кочани. Сега имаме проект во Кочани, каде што има соработка меѓу средни училишта од Македонија и од Бугарија. Проектот утре ќе заврши. Ама има на располагање прекогранична соработка од ИПА. И тој проект понатаму може од таму да влече пари. Па потоа има друга програма која што се вика Европа за граѓаните. Па потоа може од таму да се влечат пари. Тоа е еден жив процес. Апсолутно. Значи само треба да се влезе во тоа и штом ќе се влезе тогаш, знаете како е. Во Европска унија џабе викаат, значи тоа е Европска унија се развива, тоа исто како да возите велосипед. Так. Или ќе возите, или ќе паднете. Истото и тука. Значи, кога ќе почнете да ги трошите средствата, ќе сватите и ќе ви се развијат и апетитите. Значи, ќе сватите дека има нешто друго таму од оно што не се случува. Агенцијата е со стручните луѓе да изменаџира, да помогне, да упати. Да. Тоа е смислата на... Апсолутно. Тоа е смислата и да води сметка дека не се злоупотребуваат средствата. Контролата, се прави контрола врз средствата и плюс она што ние го возможуваме е размена на искуства и на директно засегнат кадар. Например, има така наречени транснационални мерки и активности за соработка. Значи, ако некој покаже интерес, например, во, не знам, квалитет на гаранција на квалитет, тогаш можеме ние со помош на другите агенции, бидејќи ги има сите во секоја држава која што е програмска држава има ваква агенција, со помош на тие држави можеме да размениме искуства. Има една друга алатка која што се вика Евридика, значи различни теми се во прашање и ги зафаќаат сите држави, така што вие добивате компаративни извештаи за областа што ви интересира и тоа помага директно на Министерство за образование. Што повеќе заинтересирани, што
повеќе да влезат институции, односно училишта, млади или студенти или ќе бидат од локалната самоуправа, повеќе би се искористиле средствата што ви е и работа и цел. Се надевам дека и она основно да бидат искористени. Така. Значи, за разлика од ИПА, овие средства се користат. Значи, ние тука абсорбцијата задоволни сме, се надеваме дека ќе биде уште поголема. Тие се сосема друга работа. За очекувано е да биде подобра абсорбцијата, од проста причина што едноставна апликацијата. И мислам, ова е повеќе до вашите гледачи. Многу едноставна апликацијата, ги поканувам, нека се обратат до агенцијата, нека се обидат. Ние ќе се обидеме да бидеме што е можно потранспарентни. До сега имаше проблема околу транспарентноста и јас ќе дадам една од првите работи за кои што јас ќе се ангажираме да ја зголемам транспарентноста на агенцијата, да ја доближам колку што може повеќе до граѓаните. Впрочем, и таа е една од критиките кои што Брисел ја има во врска со оваа агенција. И сосема за крај, би исполнува работата. Како не? Има ли поблагородно нешто отколку да работите со луѓе кои што сакаат да се образуваат? Так. Значи, кои што навистина се чувствуваат дека можат повеќе да постигнат. Јас во принцип многу сакам амбициозни луѓе. Тоа не значи дека тоа се луѓе кои што се подготвени да газат по трупови, што би рекле. Меѓутоа, мислам дека на оваа држава и требаат многу амбициозни луѓе.